Почитувани гледачи, ви го презентираме нашиот видео избор, тема на неделата на Слободна Европа, посветена на актуелните настани во регионот и светот и нивната поврзаност и влијание врз Македонија. Овој пат говориме за победата на Доналд Трамп на претседателските избори во Соединетите држави, која отвори многу прашања. Едно од нив е дали Трамп, како претседател на Соединетите држави, ќе донесе подобри односи на релацијата Вашингтон-Москва, со оглед на неговите изјави за време на изборната кампања. Сепак и на исток и на запад се повеќе преовладува мислењето дека во секој случај победата на Трамп го прави светот се понепредвидлив. Колкава голема непозната е Доналд Трамп на меѓународната политичка сцена, покажа во редниот состанок на шефовите на дипломатиите на земите членки на Европската унија, од каде што произлезе ставот дека ќе се почекаат првите потези на Трамп откако тој ќе влезе во Белата куќа. Федерика Могерини изјави: I see the needs for Europeans to strengthen their security and defense agenda and cooperation regardless of changes in the administration in the United States. Од друга страна, Русија се надева дека претседателствувањето на Доналд Трамп ќе донесе подобри односи со Соединетите држави. Но како знак на студен реализам, по кој е познат Путин, Москва не очекува непосреден и драстичен пресврт во затегнатите односи. Рускиот председател Владимир Путин вели: Мы понимаем и отдаем себе отчет в том, что это будет непростой путь с учетом той деградации, в которой, к сожалению, находятся отношения между США и Россией. Но Россия готова и хочет восстановления полноформатных отношений с Соединенными Штатами. Претходно во рускиот парламент со аплауз беше пречекана веста за изборната победа на Трамп, а лидерот на руската либерал-демократска партија, ултранационалистот и сојузник на Путин, Владимир Жириновски, ги покани пратениците и новинарите за да ги почести. Поэтому за победу Дональда Трампа, за новую внутреннюю политику в США и за внешнюю политику, и за быстрее улучшить отношения между Россией и Соединенными Штатами Америки. Это исторический момент, потому что этого не было 71 год. И за поголемиот дел од пратениците тоа било најголемата револуција во Соединетите држави во изминативе неколку декади. И додека Трамп и сам изјави дека сака пријателство со Русија и издружување на силите во борбата против тероризмот, тој малку кажува како и тоа ќе го постигне. И председателот Барак Обама своето председавање го започна со слична цел, но дојде до судир околу Сирија и Украина. Како и да е, Трамп навести дека сака многу подел отворен однос со Путин отколку што го имаше Обама. Со влегувањето на Трамп во Белата куќа во седиштата на глобалната моќ ќе бидат двајца кои парадоксално се неверојатно слични, но и апсолутно различни. Трамповите фалби за Путин како силен лидер и неговата алузија дека Соединетите држави може да ги напуштат нивните обврски спрема НАТО, дојде во момент кога односите меѓу Русија и Западот се на најнесигурната точка од студената војна. Трамп покажа малку загриженост за тоа дека Русија представува голем стратегиски предизвик. Од друга страна има и такви кои мислат дека голем проблем за Путин ќе биде тоа што Соединетите држави веќе не и се голем непријател на Русија. Тешко дека некој руски политичар ќе го признае тоа, но Русија беше многу подобро екипирана и поподготвена да се справи со победата на Хилари Клинтон, која би ја продолжила до сегашната американска надворешна политика, велат некои експерти во Русија. Зато и покрај јавното изразување на поддршката за Трамп, руската пропагандна машинерија не очекуваше тој да победи. Обвинувањата дека на американскиот систем не може да му се верува се популарни уште од 2012 година, кога Путин по трет пат стана председател на Русија. Тоа го потврди и шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров во почетокот на ноември во Атина, кога изјави дека проблемите меѓу двете земји се собирале веќе подолго време и оти остатокот на светот не би требало да игра според правилата на Соединетите држави. Но это не означает, что все остальные должны играть только по правилам, которые изобретают США. А если вы помните, пару-тройку месяцев... Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видеоизбор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје. Останува една зона на неизвестност каква ќе биде и днината на односите меѓу двете суперсили, сметаат дел од аналитичарите во Македонија. Сепак според нив нема опасност од драстични промени, бидејќи интересот на Вашингтон е Балканот да влезе во Европската унија и НАТО, а руското влијание, особено врз Македонија, е на некакво реторичко ниво.
На затоплувањето на односите меѓу Соединетите американски држави и Русија, кој го најави избраниот американски претседател Доналд Трамп, не треба да се гледа како на лоша работа за Македонија и за Балканот, оценуваат познавачите. Друго прашање е американската политика кон Македонија, смета професорот Љубомир Фрчковски, кој очекува да нема драстични промени, без разлика на односите меѓу двете светски сили. Интересот на официјален Вашингтон е влегување на балканските земји во евроатлантските структури, а руското влијание во Македонија е само на некакво реторичко ниво, на поддршка на авторитарните режими и изјавите на официјална Москва поврзани со внатрешните работи во земјава треба да се гледаат во таа насока, смета тој. Тој континуитет ќе продолжи. Може би не така спектакуларно, може би не без некои големи изјави, меѓутоа тие две прашања, влез во НАТО и на Македонија и затварање на регионот под една евроатлантска капа, мислам дека ќе заврши. Тоа не може да остане отворено на овој начин, бидејќи никому не одговара. И мислам дека тука русите немаат некои големи карти на дестабилизација да играат, не знам дали можат уште тоа да го направат. Но останува зона на, не може никој да биде вања целосно, останува една зона на неизвестност да видиме како, докаде тоа ќе оди, како радикално ќе биде поставена таа надворешна политика. Позицијата на Русија во регионов историски гледано всушност сега е најслаба. Таа ги изгуби своите клиент држави Србија и Црна Гора, вели Фрчковски. Тој појаснува дека Белград почна да се врзува со Берлин и со Европската унија, а Подгорица отиде директно во НАТО. Во Бугарија пак по победата на генералот Румен Радев, кој се смета за проруски ориентиран, треба да се види како ќе се одвиваат работите. Нивната идеја со регионот, земјите на Западен Балкан, е да направат некаква бафер зона на неутрални земји кои не се во НАТО и кои се тука негде на границата помеѓу односите на големите сили. Сега, таа варијанта веројатно е далеко од реализација, независно од промена во американската надворешна политика или политика општо. Не мислам дека тие односи се од тој тип да може да се менуваат со телефонски разговори или брзи промени. Победата на Трамп предизвика позитивни реакции кај некои представници на владеачката партија во Македонија. Слично реагираше и дел од српската јавност, а во главниот град Белград дури беа поставени и билборди на кои се поздравува победата на републиканскиот кандидат. Ја следевте видеотемата на неделата на Слободна Европа. Следете не повторно секој петок на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk.